10 пратеници, 10 министри, 10 судии, 10 обвинители, 10 актуелни градоначалници и 10 поранешни градоначалници се под лупа на антикорупцијска комисија која ќе го испитува потеклото на имот. За ваквите постапки кои ги работи ДКСК велат дека најчесто како иницијатива ги доставуваат до финансиска полиција или обвинителство. За крајниот исход велат од ДКСК ќе треба да се почека од постапките на останатите надлежни институции. Сега се работи на тој закон на измена и дополнување, не се вика закон за потекло на имот, закон за конфискација во граѓанска постапка. Се надеваме дека со новите измени повеќе ќе заживее тој закон и секаде токму ние бевме едни од иницијаторите за донесување на таков закон од причина што ние ги следиме функционерите на ово голем број случаи, детектираме дека функционерите, односно блиските на нивното семејство, немаат зголемување на имот, но често во јавноста се слуша дека лица кои немаат соодветни примања имаат енормно богатство, токму во таа насока беше предложено тоа законско решение, но се уште недоволно заживеа во пракса. За вистинска борба против корупција неопходно е донесување на закон за потекло на имот, кој треба да овозможи следење на имотот на сите граѓани, вели поранешната председателка на ДКСК Билјана Ивановска. Потенцира дека доколку се утврди несразмерно зголемување на имот, истиот би се конфискувал, но по претходно испитување на потеклото. Практично тоа значи електронско следење преку поврзување на постојните бази на податоци, од трансакциска сметка, од катастар, УЈП, МВР и слично. Преку поставување на црвени знаменца би се имало увид во имотот со ризично потекло. Ова дотолку повеќе поради фактот што носителите на јавни функции во сегашните услови можат да пријават имот на друго лице кое не е функционер, а тоа лице никому не дава отчет. Затоа е потребно системско решение што ќе ги опфати сите. Дел од мислењето на експертите се и тоа дека во Македонија, кога е во прашање корупцијата, постои отсуство на правна разврска за високата корупција и создавање на култура на неказнивост.